Буквата К. Кејот на град Скопје. Градењето на новиот кеј, според Рафаил Вълчевски, еден од неговите творци, се случувало во времето кога последиците од поплавите на Скопје биле се уште свежи и кога било јасно дека на градот му треба ефикасна заштита од Вардар. Обединетите нации го платили изработувањето на идејниот проект. Дотогаш Скопје имало мало и несигурно регулирано корито од нафрлани камења и земја, кое, како што покажала историјата, воопшто не го заштитувало градот од надојдените води на Вардар. Изградбата на кејот, кој денеска е во должина од 20 километри, од мостот во Сарај до утоката на Маркова река во Вардар, започнала во 1969 година. Според проектот изработен од домашни стручњаци во Заводот за урбанизам и архитектура на градот Скопје. Изградбата траела околу 3 години. Ширината на големото корито е променлива и се движи до 100 метри, а малото корито е широко 45 метри, освен кај камениот мост каде што е 60 метри. На целиот потек се проектирани 9 каскади, секоја во висинска разлика од 1 метар. Пропусната моќ на коритото на Вардар е 62.900 кубни метри вода во споредба со 1.600 кубици што го поплавија Скопје во 1962 година. Кензо Танге. Планот за Скопје беше голем план, главен план за реконструкција на градот разурнат од елементарна непогода. Постоеше чувство на итност и одговорност да се намали тешкотијата што ги опфати луѓето што живеат тука. Првиот ангажман што светски познатиот архитект Кензо Танге го добил надвор од родната Јапонија бил токму урбанистичкиот план за централното градско подрачје на нашата метропола. Тоа е еден вид бренд на Скопје и едноставно синоним за архитектура. Тој замислил драматичен градски ѕид, кој како континуиран стамбен блок наликува на средновековна тврдина по формата сличен на реалните остатоци од урнатините на средновековниот град. Како форма на заштита против непријателот и јасна поделба од надвор и од внатре. Како проект менаџер со ова тело раководел господинот Адолф Циборовски од Полска. Во 1965 година свикане интернационален конкурс на поканети автори. На 25 февруари 1966 година Танге склучува договор со Обединетите нации за консултант при изработка на деталниот урбанистички план за централното градско подрачје на Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја